Прашањето е зошто ја немаме правдата која ни е потребна за да го имаме мирот. Така е. Заради тоа што 2,5 години на состојбот кој што тргнавме, сосема не се доволни. Заради тоа што голем дел од правдата која што очекаме зависи од поединци, зависи од личности. Во конкретниот случај се викат судии, се викат обвинители. Заради тоа што не зависи од законите, не зависи од нашата убеденост, не зависи од нашата работливост. Тоа што требало ние го завршивме. Европа го штиклираше 100% завршено. Тука беа најповеќе правосудните реформи и борбата против корупцијата. Штиклирано е до тоа ниво до каде што ни беа дадени задачките да ги завршиме. Затоа не случајно 23-24 се отварат прво поглавијата. Правосудство, слободи и слично. Заради тоа што тоа треба да доживее комплетен трансформативен процес. Но него ни чекаме тоа, почнуваме. Почнуваме проверки и прочистување во правосудството. Зошто да ден порано да го правиме тоа? Ќе ни се најде со делот на поглавијата, ќе ни биде од помош, заради тоа што тоа ни треба за дома. Заради тоа што самото тоа е доказ дека ние треба да се европеизираме, ако сакаме да бидеме европејци и да бидеме членка на Европската унија. Дома е тоа што се случува со Европа, со поглавијата, со нашата пристапност и се поблиска иднина со Европската унија. Така да во такви околности еден дел од работите зависат од поединци. Го гледате поединецот, го тере, го тегне, го прави процесот оп, застарело делото за Груевски. И сега не знаеш дали обвинителката која што го ставила под сомневање за 3 години, а другите за повеќе од 5 години. Прво се прашувате зошто. Второ, судијата кога го знаел тоа, дека тој е осомничен, односно обвинет за 3 години, па зошто не закажал како една судика Кацарска, например, која направи интензивни, тоа што предметот доаѓа, тоа ги боли граѓаните. Ја само јавно ги испоставам прашањата кои што се прашуваат на крајот година. Зошто прво бегалеца не го издвоиле во предметот? Па само него да го судат. Па тоа го имаат како право. Па не е присутен тука, па брзо ќе донесат одлуките. Ке докажат и се. Мислам, има многу мегдани. Јасно ни е на сите код ден која е врската и што се случува во судството после толку именување на суди од страна на ВМРО ДПМН и ваша принципиелна пасивност во однос на јасно ни беше како ден и пред 3 години. Чекај. Само малку. И пред 3 години ни беше. Јасно. Сега што е разликата? Сега действуваме. Сега зборуваме. Сега правиме притисок врз институциите, зарем малку е тоа. Сега и тие институции се менуваат пред тој притисок. Сега излеговте Тоаш молчевме. Во јавноста и рековте дека има проблем во судството и дека судството е последниот бастион на заробената држава со право. Но сега се избори. Самата министерка за правда рече дека ветингот би можел да се случи по изборите. Сега е прашање дали вие ќе ги добиете изборите, бидејќи ако не ги добиете вие изборите, тогаш може да се случи дека сите предмети кои се на СЈО изборите ги добиеме, што ќе добиеме. Затоа што нема друга алтернатива. Јас сум убеден. Океј, ќе зборуваме друг пат на друга тема, таа се разбира. Се согласувам. Да. Но ветинг, како што рече министерката, не може да има во овој ваш мандат. Тоа е готово. Ќе има премиерот вика ќе има. И ќе почне од сега. Заради тоа што сум по функција повисок од министерката. И заради тоа што ние не правиме ветинг. Ветинг правеше Албанија. Нас не треба ветинг, тоа е различно. Ние правиме прочистување и проверка. Прво тоа да биде чисто. По постојните закони. Во Албанија ветингот почна како процес да се донесе за регулатива, да се формират меѓународни тела, каде што политиката не влија и почна целосното тресење. Кога ги почнаа отворените предмети, 200 сами се откажаа судии. Да, така слушавме, така и останаа без судии сега бидејќи, но да не навлегуваме време. Почнуваме прочистување и целосно проверување на правосудството. Согласно постојните закони, институциите действуваат. Тие институции најпрво ќе действуваат што се под извршната власт. Каде што сум јас одговорен. Пред април ќе имате такви резултати? Не пред април, почнато е. Почнато и проверките се почнати. Секако треба време, заради тоа што се сериозни процеси. Тие граѓани кои што се проверуваат имаат право во државата, имаат устав во оваа земја, има закони, но проверките се почнати.